Човекот е тајна. Таа треба да се одгатнува. Иако ја одгатнуваш целиот свој живот, не вели дека си го загубил времето. Јас се занимавам со таа тајна, зашто сакам да бидам човек. Фјодор Михајлович Достоевски. Добро вечер, почитувани слушатели на Радио Марија. И вечерва на 16 јуни 2016 година ја почнуваме редовната емисија Чекорење во верата. Со вас и вечерва е Радко Кардалев. Во вечерва ги поздравуваме нашите слушатели кои што одбраа ова вечер да ја поминат со Радио Марија. Радиото кое по провидение и со благослов на нашата пресвета Богородица, Дева Марија, го добивме како подарок, за да можеме преку него да ја шириме радосната вест, да се поврзуваме меѓу себе, да се храбриме меѓу себе, бидејќи во овој и ваков свет се повеќе под наплив на структурите на злото, се повеќе луѓе се обесхрабруваат и губат надеж за дека доброто го има конечниот збор, дека љубовта победува и дека во основата на сетот на овој свет е доброто. Меѓутоа, ете, луѓето обесхрабрени од овој свет, она што се случуваат на овој свет, страдаат и ја губат надежта и се препуштаат на владењето на тие сили. И затоа еве ние овдека сакаме да се охрабриме, да ја пренесеме љубовта која што Пресвета Богородица и нејзиниот син, нашиот Господ и Спасител Исус Христос, ја прикажа со своите страдања за нас, за откупување на човекот од исконскиот грев и од исконското отпаѓање. И како што по една жена светот трна западна во зло, така со судбинското да на девојчето Марија, светот се сврте кон доброто. Ете, тоа на ова наше радио го шириме и го се охрабруваме. И затоа ги поздравувам оние кои што во своите семејства наидуваат на потешкоти, наидуваат на страдања и кои што се свртуваат еве кон ова радио и да тука да слушнат охрабрување. И вас кои што имате потешкоти и страдања на работното место, или кои што немате работа, безработни и страдате се мачите за корка леп, ете тоа овдека сакаме да видиме радосната вест, да слушнеме за радосното умножување на небесниот леп, кој што има моќ да не крене од оковите, од прангите на сегашноста, на материјалното и да ни даде сила кога воколу нас царува темнина, да видиме излез, да видиме мало светло на хоризонтот кој што се појавува и да поверуваме дека
излезот и да тргнеме по тоа светло. И младите ги поздравувам, кои што се решаваат на брановите на ова наше радио, да му дозволуваат да ги разбранува нивните срца, затоа што овој свет, ваков каков е, најмногу и најтешко ги погаѓа младите, затоа што со сите тие предизвици кои што се ставаат пред нив, им се оневозможува, им се затвораат очите и не може да го видат излезот, или го бараат излезот таму каде што го нема, односно се повеќе заталкуваат во материјалноста, во хедонизмот, во божемните слободи и задоволства со кои што овој свет го оковува современиот човек. Еве, тоа е нешто што сакаме да прозборуваме на ова наше радио и во ова наша емисија да исчекориме во верата напред, да го кренеме погледот горе и како што самиот збор антропологија, антрополошка медицина, која што се занимава со духот на човекот, која што вели дека човек е човек кога е исправен и гледа нагоре. И тогаш човекот ги наоѓа излезот од потешкотиите и страдањата со кои што овој свет го окупира. И со таа антрополошка медицина добиваме и откриваме духовната димензија на човекот. И откриваме дека човекот не е само тело и психа, туку дека има и духовна димензија која што се внедрува во телото и во психата, и она што навидум наличува на биолошки суштества други на земјата, одеднаш станува нешто што е неспојливо и нешто што ги излажало старите биолози и да поверуваат во така наречената Дарвинова теорија дека човекот станал од мајмун. А еве искуството покажува дека во жаргон, во анегдота, од човек може само магаре да стане, или од човек може да стане свиња, како што често пати во нашите жаргони, во нашите анегдоти спомнуваме и со кој што признаваме, со кој што интуитивно го откриваме нешто што науката уште се мачи да го открие, дека човекот има духовна димензија, човекот е пред се духовно битие и тоа е духот е нешто, е она, пошто човекот е навистина човек, пошто човекот се разликува од тие наведом слични биолошки суштества. И имаме антрополошката медицина и открива и четвртата димензија на човековото постоење, а тоа е теолошката димензија и открива дека човекот е неразделно сврзан со својот создател, дека човекот е создание, создадено од
предвечен создател, кој што е невидлив, неспознатлив за ограничените човекови сознајни можности и кој го има создадено пред човекот, пред постоењето на светот, пред во настанокот на светот и на се видливо и невидливо. Значи тој е тој кој што го има осмислено човекот. И тоа е таа теолошка димензија. И човекот е единство на сите овие 4 димензии на постоење. И човековото здраво или успешно постоење или постоење кое што го исполнува смислата, во кое содржана смислата на човековото постоење е разбирањето на овие сите 4 димензии кои што се неразделно поврзани една со друга и се внедрени. И тоа е човековото битие. И тогаш дори можеме да го размислиме, да го разбереме, можеме да почнеме да го разбираме човекот, смислата на неговото постоење и тогаш почнуваме да разбираме што е тоа живот. Прашање на кое што науките се уште нема даден одговор. Имаме науки кои што, како и биологијата, која што е наука за животот, меѓутоа која што е ограничена на материјалното, на материјалните движења, материјалните интеракции во организмот на живите битија и врз основа на тоа се мачи да го открие животот, настанокот на животот, одржувањето на животот. Меѓутоа како напредува, како се откриваат се повеќе и повеќе детали, се поставуваат се нови прашања на кои што современата наука, така како што е поставена, без да не признава духовност, не ја признава познава духовната димензија, или напротив вели она што го истражува духот, тоа е ненаучно, затоа што не може да се мери и затоа што не може да се повторливо во експериментални лабораториски услови да се повторува и затоа вели науката, современата наука не може да го најде одговорот на прашањето што е живот. И затоа оттаму и проблемите на современата медицина, на класичната медицина, која што не може да најде причините, да ги најде вистинските причини за болестите, настанувањето на болестите. Светската здравствена организација се мачи да го дефинира здравјето како дефиниција, да го дефинира што е тоа здравје. И сега последниве 30 години почнува да размислува за тоа, да ја уклучи духовноста, духовната димензија и духовното здравје, меѓутоа се заплеткува во сваќањето на духовноста како религиозност. Ја сведува духовноста, димензија на човекот ја сведува на религиозност, а религиозноста е, како што ни открива антрополошката медицина, само еден орган на духовната димензија, на духовниот организам на човекот. И не може само со религиозност да се опише духовноста. И затоа и првото
првото заплеткување на Светската здравствена организација е каква религиозност, која религиозна пракса да ја земе и како пример и како основа за здрава духовност. Дали е тоа христијанството, дали е тоа монотеизмот, политеизмот, дали се тоа хиндуизмот и така натаму, и будизмот и сите тие религиозности не може да најде одговор, затоа што се тоа парцијални и ограничени и можеме слободно да кажеме погрешни слики за нешто што е создател, нешто што е битие, што е основа на постоењето. Тоа е во човекот е внедрено тоа дека постои постоењето на Бог. И за тоа нема размислување. Интуитивно на секого му е јасно. Меѓутоа, и тоа нарушено со појавата на атеизмот последниве 200 години. Се појавува и атеизмот, кој што почнува да го одвлекува човекот од да му го збркува умот на современиот човек за постоењето на Создателот, на Бог. И затоа не може, значи сето тоа се ограничени религиозни пракси, кои што главно велиме и погрешни, и врз таа основа не може да се даде. Светската здравствена организација не може да дефинира и да дојде да надогради дефиницијата на човековото здравје со прашањето на духовно здравје, духовни страдања, духовна патологија и духовна терапија. Тоа се прашањата кои што во оваа емисија ги разгледуваме и кои што врз основа на сознанијата на антрополошката медицина, која што ги открива законитостите на оваа духовна димензија на човекот, која што ги изучува и патолошките состојбите во кои што изворите и причините на страдањата и симптомите на кои што тие духовни страдања се пројавуваат, и врз основа на тие сознанија ја развива хагиотерапијата како терапевтска метода која ги исцелува тие состојби на духовно страдање, тие травматски состојби доведува до исцелување. Со овие воведни размислувања ве препуштам во наредава музичка пауза, пошто ќе продолжиме со нашето чекорење во верата. Amen.
Почитувани слушатели, продолжуваме со нашето чекорење во верата. Како и кај сите чекорења, особено во духовното чекорење, секогаш е многу важно да се прави тој чекор напред, да не се застојува, да не се дека духот е немирен, духот бара истражување, бара ново. Духот поставува секогаш нови прашања. На секој дадено прашање има, на секој даден одговор има 3 нови прашања. Тоа е духот човечки, кој што бара да го открие тоа, да го открива она што е сокриено. Па, еве, одиме чекор натаму. Патем да ве подсетам и на телефонот во студиото 323 0208. Тоа е предноста на оние наши слушатели кои што директно ја слушаат оваа емисија, затоа што можат и директно да се вклучат секако за време во четвртоците меѓу 20 и 30 и 22 часот, кога трае оваа емисија, и еве отворено е да се постават прашања за оние прашања кои што ги имаме, кои што ни се отворени. И да продискутираме, рековме да биде тоа интерактивно, да малце се храбриме заедно и да дојдеме до една ситуација, да развиеме на потреба за едно потемелно разгледување на овие на антрополошката медицина и на хагиотерапијата, може би низ некаков дводневен или тридневен семинар во кој што ќе можеме во една заокружена целина да направиме во како целина да ја согледаме антрополошката медицина како наука и како можност која што може да современиот човек да му даде изводрена можност како за надминување на патолошките состојби, но исто така и за водење на еден здрав духовен живот кој што дава резултати, кој што дава плодови, кој што ги користува талентите, им помага на луѓето да ги откријат своите таленти и да ги развиваат и да најдат смислата на своето постоење и да сето тоа го направат еден поубав, достоинствен живот за човек. Што е може? Може во овој и ваков свет можеме и тоа да го доживееме и да го направиме, да си го направиме. Значи, на телефонот во студиото е 323 0208, а за оние кои што се вклучуваат и ги преслушуваат ви емисија од архивата на Радио Марија, за нив останува можност, многу важна можност, да овие се повторително се повторуваат и да се од овие емисии бидат потик за едно внатрешно преиспитување во духовно чекорење, кој што зашто овие емисии се само еден потик, една насока кој што мора човек ни седна, секој мора ни седна медитативен и еден контемплативен живот и духовно чекорење да дојде до сознание кои што ќе му помогнат за надминување на состојбите на страдање или за водење на успешен живот. Тоа се изворите, значи, од директното слушање
и директната комуникација низ оваа емисија или преку телефонот на студиото 323 0208 или преку преслушување на емисиите во архивата на Радио Марија. Затоа што зборуваме за духовно чекорење. А духовното чекорење подразбира дека духот на нашиот дух треба да му ги даваме потребната духовна храна, за да може да се развива и да расте. И како што на едно растение му е неопходно да има вода, да има топлина, да има сонце, за да може да расте, така и на нашиот дух. Треба да му даваме духовна храна, треба да правиме духовни вежби, за да може тој да јакне и да се развива. И тоа треба да е дневна активност, духовна активност, која што мора да биде дел на нашиот типик, на нашето редовно живење, уредно живење. Значи, како што ние имаме инстинктивно, нашето тело не принудува и бара задоволување на телесните потреби, редовно задоволување на телесните потреби, така и духот си бара не толку силно, меѓутоа бара да му се даде шанса да расте, да чекори и да се развива. И тоа треба, за жал, современиот човек се повеќе го под притисок на современиот живот заборава или го запоставува духовниот развој, духовниот развиток и доаѓа и не може да ја губи смислата на животот, се повеќе станува робски приврзан на задоволувањето на материјалната стварност, материјалните потреби и ги запоставува духовното чекорење, духовниот развиток. А духот си бара, исто така како и телото бара наутро да се направи, да се помоли, да се дојде, да се направи контакт со Создателот, да се прочита делот Светото Писмо, дневното читање на Светото Писмо да се прочита, во текот на денот да се размислува, да се медитира, да се одвои време за својот духовен развиток, духовно чекорење и навечер да се има едно духовно четиво, духовна книга, која што ќе ги открива и ќе му ги открива и ќе му ги продлабочува чувството и сетилноста за убав збор, за убава слика, убав звук, значи нешто што човекот само со дух може да го достигне. И тоа, значи кога си ги земеме тие редовни дневни дози и во редовни термини обезбедени тие духовна храна и духовни вежби, тогаш во текот на денот
или во текот на животот, или во текот на денот, ги откриеме како се поврзуваат, како тој збор кој што е кажан и кој што е еднаков, тој збор од Светото писмо, например, кој што е еднакво истите зборови, истите точки и запирки, прочитани од двајца, имаат различен ефект, затоа што на различен начин се испреплетуваат со дневните случувања и се испреплетуваат со животните ситуации низ кои што човек поминува, и истите зборови стануваат на мистичен начин, стануваат зборови на почнува таа духовно искуство да се развива, почнуваме да препознаваме во нив зборови на Светиот Дух, кој што има, кој што влијае и кој што дава насоки за нашите и дава одговори за нашите прашања. И ако ова го направиме како вежба и како пракса, го своиме да пред, например, пред Светата Миса или пред дневното читање на евангелските читања, на денот пред тој духовен леп, небесен леп да се прими, ако претходно во низ полека собирање, соземање и подготовка, духовна подготовка за тој свечен чин на разговор со Создателот, разговор со Светиот Дух, разговор со нашиот Господ Исус Христос. Во таа подготовка, во тоа соземање, кој ќе си ги поставиме неизбежно прашањата кои што дневно не погодиле, ни се поставиле, страдањата кои што сме ги доживеале и шансите и можностите за новиот ден кои што се пред нас, и кога сето тоа кој ќе оставиме на олтарот или ќе оставиме во своето срце, и со тоа кој ќе го така подготвени, кој ќе го прочитаме Светото писмо или кој ќе го слушнеме евангелското читање, кој ќе чуеме проповедта врзана за тоа, одеднаш ќе почнеме да откриваме како тие рековме, тие исти зборови за секого имаат различен допир. И тоа е она што го велиме кога велиме во една адорација или во една подготовка го повикуваме Господ Исус Христос да помине низ нашиот живот и да ги допре нашите срца. И тогаш исто тие негови зборови, тоа и ќе го откриеме и ќе го искусиме. И тоа е нешто што мораме како духовно искуство да го развиваме. И без тоа не можеме да зборуваме за здрав духовен живот, за здраво духовно чекорење, затоа што христијанството, духовноста посебно, општо и христијанството посебно, особено христијанството, зависи директно од тоа духовно искуство, затоа што тоа е темелот на нашата вера. Инаку нашата вера ќе остане на барборење, на слушнати фрази и слушнати молитви, научени молитви и цитирање
цитирање на Светото Писмо, може би дури и точно цитирање на Светото Писмо, меѓутоа нема да биде предуховено и нема да биде исполнето со вера и со дух. И тоа ќе биде нешто што нашиот Господ Исус Христос ќе го осуди и ќе каже дека нашата молитва, нашето преборење Господи, Господи, нема да не спаси, туку ќе не спаси ако нашата вера е проследена низ нашиот живот. Ако нашата вера го исполнува нашиот живот, нашето секојдневно, секој чекор е исполнет, испреплетен со едно духовно сознание. И тогаш ќе почнеме да откриваме пред се љубовта на Создателот кон нас, ќе откријам љубовта на Создателот кон мене, ќе почнам да се уверувам во тоа. И со вера, која ќе го поверувам во тоа, ќе почнам повторно тие истите зборови до тога слушани ќе имаат друга сила. И таа сила ќе се одрази пред се во, ќе се почувствува како духовно мое лично духовно искуство и кое што после тоа можам како радосна вест да го ширам и да го прераскажувам наоколу. Ете, тоа е возбудливоста на христијанството, кое што открива таа живост, не го открива живиот Бог, кој што слезе, го даде својот збор да се воплоти во тело, во Пресвета Богородица и како Исус Назареецот да ни се објави и да не увери дека Бог е љубов, дека тој е само добрина и само убав е, и дека кај него не може да има ни дамка од нешто што не е апсолутна љубов и апсолутна добрина. И затоа нити ние не можеме да се причестиме, не можеме да му придеме, ако не бидеме исполнети само со љубов. И тогаш е јасно зашто вели Господ Исус Христос: не ми приоѓајте додека не се смирите со својот непријател. Затоа што ако само со пријателите се дружите и само пријателите ги љубите, тогаш сте исти како паганите. А ако сакате да бидете христијани, значи ако сакате да се причестите во мене, да станете дел од мене, морате да станете и вие совршени како што е вашиот татко на небото. Морате да бидете исполнети со љубов. И тоа не е нешто што тој ни забранува и тој ни брани. Не, едноставно не можем јас во моето срце, не можам да влезам, да му се приближам, затоа што од таа светлина, која што и таа чистота, таа белина која што е тој, не можам со моето срце во кое што има една точка, темна точка. Морам да исчистам таа темна точка, затоа што ако ја внесам таа темна точка, ако јас влезам во него со таа точка и мојот непријател исто така влезе со таква темна точка, тогаш ќе почнеме да го раздираме неговото срце, а тоа не може. Значи мораме да се изчистиме, за да влеземе внатре, за да можеме да се причестиме во него. Ете, тоа е тајната на христијанството, кое што Христос ја објавува. И не за да го укине Стариот Завет,
туку за да го исполни конечно, затоа што исполнувањето на Стариот Завет, исполнувањето на стотиците барања за и други стотици барања против, стотици барања што смее и стотици барања што не смее, исполнувањето на тој закон не значело и влегување во Царството Божјо, затоа што формалното извршување на законот без да се прочисти срцето. Ете тоа е она што го бара Христос, кога вели помири се со својот непријател и тогаш дојди кај мене. Па еве, со овие повторно размислувања ќе ве оставам во следната музичка пауза. Radio Marija Makedonija. Radio koje sozdava mostovi.
Почитувани слушатели, на Радио Марија продолжуваме со нашето чекорење во верата. Па еве да направиме повторно уште еден чекор напред. Зборувавме за тоа дека за неопходноста за помирување со нашите непријатели, за да можеме да дојдеме до единство со нашиот Создател. Нешто што ни го открива Исус Назареецот. Па ете и зборувавме за потребата за духовна храна и за која е неопходна за развиток на нашето духовно организам и духовните вежби кои што размислувањата, медитациите на таа храна и духовните читања како неопходни дневни, редовни активности со кои што чекориме во духовната димензија со нашиот дух и создаваме едно искуство, духовно искуство како неопходно нешто за здрава вера. Па ете, неделава ја почнавме со евангелското читање за крал Давид. Крал Давид кој што е најголемиот крал на Израелот и кој што направил од мало овчарче со Божие провидение станува крал, на кој што му се дава мудроста и му се дава царскиот жезл за да управува со избраниот народ. Меѓутоа, тој се изгубува и почнува покрај тие големи дела што ги прави, кои што го воздигнуваат во неговата слава, меѓутоа тој почнува и во неговата човечка ограниченост и човечки слабости почнува да прави и гревови, грешки. И тоа прави тешки грешки, ужасни грешки прави. Кога се чита, кога се слушаат тие редови од евангелското читање, од Евангелието, просто човек не може да се отргне од ужасот и си поставува прашање зошто тоа? Како можно такви некакви за таков велик човек, таков избран човек да може такви ужасни паѓања и ужасни грешки да прави, свесно да ги прави. И ете во ова читање од минатата недела се истакна неговиот грев со Бетшеба. И меѓутоа тука сега се гледа и другата негова големина. Неговата големина во тешкиот грев, во тешкото паѓање, да се препознае, да го слушне пророчкиот збор, да не го отфрли со гордост, туку со понизност, да го прифати, да се облече во кострет, да се потури со пепел и понизно и покајнички да бара простување. И така, во таа состојба, Давид ќе го отпее познатиот псалм 50 или 51 во хрватските верзии или во македонските 50, псалмот 50, покајничкиот псалм, Мизерере, со кој што тој, согледувајќи ја
големината на својот грев. Таков покајан, раскајан ќе каже: помилуј ме, Боже, поради големата Твоја милост и заради големата Твоја добрина, избриши ги беззаконијата мои. Многу пати ме изми од моето беззаконие и очисти ме од мојот грев. Зашто беззаконието мое го знам и мојот грев е секогаш пред мене. Пред Тебе единствениот сгрешив и пред Тебе зло извршив, за да бидеш праведен кога ќе пресудуваш и да победиш кога ќе судиш. Ете, во беззаконие се узашнат и во грев ме роди мајката моја. И така натаму. Псалм покајнишкиот, Псалм 50 или 51 на кралот Давид, кој што е покајничка утринска молитва, дел на редовните читања во христијанските цркви. И тоа е примерот на кој што се гледа Божјото милосрдие. Да, затоа што нашиот Создател го мрази гревот, а го љуби грешникот. И само заради тој грешникот го испрати својот син да ни се објави, да се воплоти во телото на Пресвета Богородица, на девојката Марија, да се воплоти како Исус Назареецот, да ни објави небесните вистини, за да и конечно со љубовна жртва на крстот да ги рашири рацете и да каже: еве, заради Тебе го правам ова. Дојди, во моево срце е отворено за Тебе. Дојди без разлика, таков каков што си. Дојди, те љуби. Таков грешен, таков бедник, таков ништожник. Таков те сакам. Дојди и земјот натопи се, напои се со мојата крв, мојата водата од мојата рана, од моите рани, од моето срце ќе те исчисти и ќе станеш повторно девствено бел и чист, за да можеш да те вратам твојата божественост, за да можеш да се обожиш. Ете, тоа е, затоа дојде тој Исус Назареецот, ни прозбори тие вистини и пострада, за да оној кој ќе поверува во него, кој ќе го погледне со вера крстот, за да биде спасен и да му се отворат тие патот кон обожението, кон небесното царство. Ете, тоа не беше тоа неделно читање, а потонатаму во текот на неделата повторно се почувавме, се уверувавме во Божјото милосрдие, кога крал Ахаб се покајува за злосторот кој што го створи врз Набот Израелецот. Набот Израелецот кој што не сакаше да се откаже својата дедовина, за да паганизираниот еврејски крал, израелски крал Ахаб подлегнат под привлечноста на паганката Изабела и измамен од неа, намамен, подобро кажано од неа, ке западне во зло. И тој, кога ќе види
кој ќе му се каже преку пророкот зборот Божи дека го има погазено добрините кои што и благодата која што му била изразена, која што го довела на царскиот престол и која што му ги дала сите тие можности и кој што уште повеќе ако му било нешто кусо уште ќе му додавал Бог на Абот на Ахаб кралот. Меѓутоа тој ќе забега по паганката Изабела, по умот на паганката Изабела и ќе направи зло. Меѓутоа кога ќе повторно, кога ќе слушне кога ќе слушне Божите зборови од пророкот, нема да со гордост да ги презре пророкот, туку понизно ќе се облече во кострет, ќе отфрли својата царска облека, ќе се облече во кострет, ќе се посипе со пепел и ќе почне да пости и да моли за прошка. И повторно Божјето срце нема да остане без студено на овие прозби, нова раскајана молитва. И повторно ќе се покаже Божјото милосрдие и простувањето и љубовта према грешникот. Еве, тоа се тие читања кои што не храбрат да во верата во Божјото милосрдие, во Создател, дека не верува дека нашиот Создател го љуби грешникот, а го мрзи гревот. И нема грев кој што нема да се прости, кој што не може да се прости, како што ни каже подосна Исус Назареецот ќе не поучува. Меѓутоа, мораме понизно и покајано да ги возлюбиме нашите непријатели, а не само пријателите како паганите. Ете, тоа е основата на Христовото учење. Сублимирано во неколку зборови Исусовото учење, дека вели на таа љубов кон непријателите виси целиот закон и сите пророци. Или со други зборови, нема да ни помогне знаењето на целиот закон и пророците и слушањето на целиот закон и пророците, ако во своето срце немаме љубов за нашите непријатели. Тоа вели Исус Назареецот. Па еве, ова да размислиме, да го утврдиме овие сознања, да ги утврдиме во нашите срца, за да можеме понатаму да чекориме и тоа охрабрени низ нашите животи. Sterben und zu meiner Ruhm,
vergnügt, verso mein Ende, es liegt in deine schönen Hände, mir die getreuen Augen zu. Ach, wie vergnügt, verso mein Ende, es liegt in deine schönen Hände, mir die getreuen Augen zu. Bist du bei mir, geh ich mit Freuden zum Sterben und zum meiner Ruhe, zum Sterben und zum meiner Ruhe. Почитувани слушатели, продолжуваме со нашите очекорења во верата. Еве, до сега се поучувавме за Божјето милосрдие и за љубовта како темел на нашата вера. И еве да пробаме тие да ги живееме, да видиме како нашата црква ги живее овие евангелски вистини. Па еве, да видиме, например, светиот папа Иван 23, добриот папа, кој што го доби тој назив добар, кој во 1959 година ги собра кардиналите во базиликата Свети Павле, која е надвор од зидовите на Ватикан, и ја објави својата одлука за свикување на Вториот Ватикански собор или Вториот Ватикански концил, нешто што ќе биде пресвртница за животот на црквата, концил кој што е резултат на еден критички однос, критички став на папата и на неговите соработници, кој што кон критички став кон католичката црква. И тој повик за свикување на тој собор е нешто што ги шокираше присутните кардинали. Свикувањето на соборот го изненади и светот. Се очекуваше од папат, можеше да се очекува од папата Иван 23, меѓутоа не и ова. Папата сакаше да спроведе обнова на црквата во однос на светот и да најде начин да се води диалог со сите луѓе, верници и неверници, па и од други вери и други вероисповеди. И особено нешто што му пречело на папата Иван 23, добриот папа, болката од поделбата на Христовата црква и да се иницира чекор, размислување за единство на Христовата црква, за единство на католичката црква и источните цркви, за надминување на 1000-годишниот раскол, кој што ги подели Христовата црква на источна и западна, со таа големата шизма, големата поделба. И не беше нешто што предизвикуваше страдања кај папата Јован 23. И затоа тој се залагаше за нова петдесетница. За петдесетница која што ќе ги надмине, ќе ја природи
католичката црква во активен субјект во современиот свет и да иницира единство на Христовата црква. И така се доби како резултат на тие негови копнежи дојде Вториот Ватикански собор, кој што самиот папа не успеа да го папата Јован 23 не успеа да го свика, меѓутоа неговиот наследник папата Павле VI го свика и го одржи. И тој папата Павле VI ги постави 4 цели за продолжување на соборот, разговорите за обидување со Источната црква, са отворен пристап кон христијанските цркви на запад и за отворање на црквата кон современиот свет. И папата Павле VI во тој контекст, тој беше последниот папа кој што беше крунисан со тиара, кој што значително низ заклучоците на Вториот концил ги поедностави церемониите, па и таа тиарата која ја доби како подарок ја се продаде за корист на сиромашните. И во 1965 година, кога по 3 години заврши Вториот Ватикански собор, соборот усвои 16 декрети. За верниците најзначајна беше промената во светата миса, повеќе да не се служи само во латински јазик, туку на народен јазик, а свештеникот се поставува да биде свртен кон верните. Тоа е нешто што почнува после Вториот Ватикански собор во 1965 година. И тоа што Римокатоличката црква успеа во целиот свет да го промени обликот на богослужбата, речиси преко ноќ, представува епохално дело. Само еден ден порано, папата го објави историскиот чин на укинување на взаимната екскомуникација меѓу Рим и Цариград, со што екскомуникација која што почна во 1054 година, кога се раздели истокот и западот и започна големиот раскол. Ете, тоа е таа реформска атмосфера која што завладее во католичката црква после Вториот собор или Вториот концил. И во тој контекст, во тој смер продолжува и светиот папа Иван Павле II, кој што ќе гледа, кој што ќе го продолжи тој тренд на приближување меѓу христијанските цркви и кој што ќе ги има тие средби со патриархот, цариградскиот патриарх, и кој што ќе го каже неговата парадигма дека Европа мора да се врати на своите корени и да дише со двете белодробни крила, со источната и западната куќа мора да се приближат една со друга. И папата Фрањо ги продолжува овој копнеж за единство на Христовата црква, и тој побара прошка од христијанските браќа, од протестантите, но и од другите христијански цркви кои трпеа од прогонот во минатото кој што го вршела католичката црква. И
барајќи истовремено молејќи за простување, ги повикува и римокатолиците да го следат да следат да го следат тој негов гест во своите средини. И истовремено објави дека папата ќе учествува на заедничката миса на лутеранската црква за која што ќе се одбележи 500 годишнината од реформацијата и дека ќе учествува од таа померувачка литургија. И со тоа папата Франциск сака да почне процес на комеморација секаде во светот, која ќе трае целата година. Ете, тоа се тие ставови, како овие папи во римокатоличката црква се го применуваат во дело тоа Христово барање, да ги љубиш оние кои што немаш не ти се истомисленици, па дури и непријатели, со кои што ете во историјата дури имало и крвопроливања меѓу христијанските цркви. Значи, отворено непријателство. Еве тоа како официјална политика на католичката црква се надминува, меѓутоа не само како политика, туку и како дневен живот. Еве гледаме сите овие папи кои што ги наброивме, како предничат пред католичката црква и ја насочуваат како глава на католичката црква да одат да ја насочуваат црквата во тие љубовни, помирителен однос со останатите христијански цркви. И то како го во дело го применуваат ова Христово барање. Ете, тоа се светите примери во католичката црква. И се исто така ќе погледаме и во православните цркви. Православната црква која што ја како патрон на Цариградската патриаршија, како прва меѓу рамноправните во православните цркви е светиот апостол Андреј Првоповикан, братот на апостолот Петар, кој рибар како и апостолот Петар, но тој кој што бил ученик на Јован Крстител, и според Евангелието на Јован, кога Јован ќе покаже кон Исус, еве го јагнето Божјо, кој ги зеде гревовите на светот врз себе, тогаш Исус го повикал Андреја и станал прв Исусов ученик, од тука е наречен Првоповикан. И тој со своето верување во Исус, дека е Христос или Месија, дека е Син Божи, со тоа верување го повикува и братот си, апостол рибарот Петар или Симон, тој што и ќе стане апостол Петар, го повикува да му го покаже кај живее Месијата. И тој Андреј Првоповикан ја проповедал својата мера во Мала Азија, во Грузија, во Скитија, поради кое што се смета за покровител на Романија и на Русија. И Руската православна црква го почитува како свој основач. И он ќе пострада на Пелопонес во градот Патрас, кога во тоа своја
апостолска дејност распнат на крстот, само не крстот како што е Исусовиот, туку во форма на буквата кирилична Х. И тој ќе последа така како неговиот учител. Ете, тој е примерот или главата, да речеме така, да кажеме, на источната црква. И како неков 270 наследник е апостолот Андреј е Вартоломеј први, сегашниот вселенски патриарх на Цариградската патриаршија. И тој е почесен поглавар на околу 300 милиони православни христијани. Тој е со граѓанско име Димитриос Архондонис е неговото световно име. 1991 година е прогласен за вселенски патриарх. И тој живее во Истанбул, во Фанар, во Истанбул. И тоа е сега историјата на христијаните во Турција. Ја живее како приказна за дискриминација. Вартоломеј го почувствува на своја кожа. Вселенскиот патриарх е роден на островот Имброс во 1940 година. Во селото Теодори, Чанакале, студирал теологија и богословија Халики во Турција, а завршил постдипломски студии на Епископскиот ориентален институт во Рим и Минхенскиот универзитет Лудвиг Максимилијан. Во 1972 година ја именува за директор на Патриархиската канцеларија во Истанбул, а во 1990 година стана митрополит, а 1991 година стана за вселенски патриарх, односно екуменски цариградски патриарх, кога имаше само 51 година. Еве од другите великодостојници на православните цркви е секако и патриархот, московскиот патриарх Кирил, или патриарх на Руската православна црква, кој што се сретна со папата Франциск во Куба минатата година и донесоа заедничка декларација за да можат кај што кажува дека црквата, Христовата црква е една, света, соборна и апостолска, како што го јасно кажано во символот на верата, и дека за да црквата може да одговори на современиот свет, на предизвиците на современиот свет, мора и таа црквата да се евангелизира и да стане, да се промени и да стане, да почне разговор, да почне разговори и помирителни тонови да се слушаат, да се избрише отсеќавањето за расколот и за поделбата во црквата и заедничко христијаните како да се исправат пред предизвиците како единствена како единствени Христови следбеници. И затоа еве тоа се декларацијата на папата Франциск и на московскиот патриарх Кирил. Руската православна црква, ова сето тоа го кажуваме за да во контекст на
денешниот собор кој што почнува, големиот собор кој што почна помесните, на поглаварите на помесните православни цркви, кој што почнува денес на островот Крит во Грција. Православните цркви нема повеќе од 1000 години, нема соборни собирање. И тоа се одразува секако на православните цркви воопшто. Негативно се одразува, затоа што црквите не успеваат да заеднички ставови да градат према предизвиците кои што ги имаат. Човештвото како цивилизација ги има. И еве, конечно, годинава се донесе во јануари во Шамбези, во Швајцарија, се собра предстојателите на православните цркви и донеса одлука за свикување на тој голем и свет собор после повеќе од 1000 години. Па ете, дури и во 2015 година митрополитот Иларион Алфеев, кој што е задолжен за дипломатските односи на Московската патриаршија, тој изјави дека Великиот собор на православните цркви треба секако да се одржи. Без разлика на одлуките, успех ќе биде да се прекине отсуството на Велик собор повеќе од 1000 години. Тоа беше ставот на Московскиот патриарх Кирил и на Руската православна црква во 2015 година. И со одредени продвижување напред-назад, сепак рековме во јануари конечно се донесе таа одлука за свикување на соборот на Великиот собор на 16 јуни 2016 година на Крит во Грција. Меѓутоа, во подготовките за жал на соборот дојдоа повторно несогласување. И еве слушнавме дека ставот на минатата година, ставот на Руската православна црква дека без разлика на одлуките успех ќе биде да се прекине отсуството на Велик собор. Еве, самата Руска православна црква објави дека нема да учествува на Великиот собор на Крит, дека затоа што постави Руската православна црква постави услови кои Цариградската патриаршија не ги прифати. И покрај Руската православна црква заедно со бугарската, српската и грузиската го откажаа своето учество на овој Велик собор, кој што почнува денес на Крит. Цариградската патриаршија, патриархот Вартоломеј I, објави дека и покрај отсуството на овие цркви дека ќе го продолжи. Еве, гледаме сега како не е само поделбата на меѓу источна и западна црква. За жал гледаме дека и во самата источна црква тешки раздирање, тешки поделби. И не може, јасно е дека не може да дојде до единство на христијанските цркви ако православните цркви меѓу себе пред се меѓу нив не завладее љубов. И затоа се молиме, еве, низ оваа емисија, да еве тој собор ќе се одржува сега со тие цркви кои што учествуваат на тој собор, ќе го дочекаат
оваа недела за некој ден ќе го дочекаат 50-ница според јулијанскиот календар. Тие околу 400 епископи и представители на помесните православни цркви на Крит заедно ќе бидат собрани. Па еве се молиме и Пресвета Богородица, како што била заедно со апостолите и го дочекала спуштањето на Светиот Дух врз апостолите и во црквата, се молиме Пресвета Богородица и сега да биде со нив и да ги исполни, да ги омекне срцата, да се застапи за срцата на учесниците на соборот на Крит, меѓутоа и на оние кои што не учествуваат на соборот на Крит, да Христовата љубов ги натопи срцата на сите, да ги исполни тие срца, да ги омекне нивните срца и тие понизно, како царот Давид, како што даде пример, како може покајнички и помирувачки и со љубов да се погледне на својот непријател. По тој пример и тие да така да погледаат еден на друг. И така и конечно да завладеат љубов меѓу православните цркви. Еве тоа е нашата молитва која што ја упатуваме низ оваа емисија која што ќе продолжиме во текот на овој собор и после неа, кај што ќе треба да се почувствуваат тие плодови од таа љубов, да се почувствуваат во сите православни цркви и воопшто во Христовата црква. Па еве, со овие молитвени накани ги завршуваме оваа вечерашна емисија, вечерашно очекорање во верата. До слушање до следниот четврток во истото време. Со вас беше вечерва Радко Кардалев.